Првата помош е едноставна да се научи, велат лекарите и волонтерите во Црвениот крст, кои се инструктори за обука по прва помош. Круцијално е да се има вештината, да се даде прва помош во вистинскиот момент кога на некого му е потребна, сметаат обучувачите. Најбитно е да се препознае повредата. Значи најбитно е да се познае повредата, за каква повреда се работи, веднаш да се јави на службата за итна медицинска помош и веднаш да се почне со укажувањето на првата помош во зависност од повредата. Ако е без сознание, да го стави во странична положба. Ако се работи за престанок на работата на срцето и дишењето, да почне со реанимација. Значи, да укаже прва помош на местото на настанот со средства кои што му се достапни, прирачни средства, кои што се наоѓаат во неговата околина или кои што се од кутијата за прва помош во ото, да речеме. Волонтерите од Црвениот крст секојдневно вршат обуки за давање на прва помош. Такви обуки има за различни категории на граѓани, вклучувајќи ги возачите, учениците, образовните работници и така натаму. Не е тешко да се научи, многу едноставно. Било кој овде може да научи како се укажува прва помош, да му помогне на некој на местото на настанот и од голема важност е популаризацијата на првата помош меѓу граѓаните. Штандот на кој беше презентирана првата помош како активност на Црвениот крст беше дел од саботниот хуманитарно-промотивен хепенинг на организацијата, каде беа промовирани сите нејзини активности и проекти.